Во изминатите 3 години имало 30 пензионирања, со што ослободени се 30 работни места во националните културни установи, посочи министерот за култура и туризам Зоран Љутков на денешната посета во Свети Николе. Како што вели, ќе работи на функционална анализа за да се види реалната состојба на потребен кадар, затоа што не се водело грижа за работните позиции. Има недостиг на кадар. Вчера бев во музеот на Македонија, каде што ме известија дека во последните 3 години има 30 пензионирања, по основ на пензионирање, 30 работни места помалку, а само едно лице е вработено. Работиме на функционална анализа по националните установи, да видиме и кои работни места реално ни се потребни во овие 7 години, бидејќи не се водело грижа околу тоа какви работни позиции се потребни. Многу е тешко да се вработи нов кадар во 2024 година по направениот ребаланс за буџетот. Министерот посочи дека функционалната анализа ќе биде готова за околу месец и половина за да се предвиди бројот на нови работници. Работиме функционална анализа и во 2024 е многу тешко да предвидите сега, бидејќи направивме ребаланс на буџет. Знаете дека буџетот е во катастрофална состојба, но таа функционална анализа ќе биде готова за некаде околу месец и половина и ќе предвидиме нови работни места во 2025 година, бидејќи најголем проблем имаме во стручниот кадар, не толку административниот, туку буквално во стручниот кадар во сите национални установи. Во 2025 година се очекува вработување на нов стручен кадар, бидејќи недостигот на кадар е во стручниот, а не во административниот.